прв пат власт да забега. Се случува тоа во Македонија како по традиција. Говорењето и тезите дека пратениците на Собранието на Република Македонија имаат право во овој момент да одлучуваат во име на граѓаните е симптом на оттуѓување од реалност. До сега никој не го прочита членот 2 од Уставот на Република Македонија, дозволете ми да ви го прочитам. Став 1. Во Република Македонија суверенитетот произлегува од граѓаните и им припаѓа на граѓаните. Став 2. Граѓаните на Република Македонија власта ја остваруваат преку демократски избрани представници по пат на референдум и други облици на непосредно изјаснување. Че власта не припаѓа на мојата почитувана колешка, не припаѓа на мене, не припаѓа на господинот Заев, не припаѓа на господинот Џафери зад мене, власта припаѓа на граѓаните. Граѓаните на избори не избраа ниту еден единствен пратеник кој што вети дека ќе го промени името на државата во Устав. Граѓаните на Република Македонија на референдум не гласаа да дадат поддршка за промена на уставното име на државата. Власта и суверенитетот им припаѓа на граѓаните, не нам. Додека не го научиме тоа, почитувана колешке, ќе ни се повторуваат грешките од минатото. Тоа е првата работа. Втората работа која што сакам да ви реплицираме во делот на не само вам, туку и други колеги во текот на вчерашниот ден, поистоветувањето, односно ставањето на знак еднаквост помеѓу ФИРОМ и Република Северна Македонија. Во смисла на ајде да се оттарасиме од ФИРОМ. Во ред, никој не го бендисува ФИРОМ, но ФИРОМ, односно бивша Југословенска Република Македонија, како што е запишено во привремената спогодба, е привремена референца со која што нам може да ни се обраќаат. Нам може да ни се обраќаат. Привремена референца со која што на нам може да ни се обраќаат, разбирате? А Република Северна Македонија, како што вие предлагате, ќе е трајно име со кое што и ние ќе се обраќаме самите на себе. Огромна разлика. Привремена референца со која што можат нам да ни се обраќаат и трајно име со кое што ќе мора и ние да се обраќаме.